Почитувани, продолжуваме со разговорите со кандидатите за градоначалници на општина Прилеп. Овој пат разговараме со Жарко Бошковски, кој што е кандидат за градоначалник од коалицијата Искуство за успех, предводена од Либерално-демократската партија. Јас ќе му посакам добар ден на нашиот соговорник и добре ни дојде на ова невообичаена сцена која што навистина многу значи за Прилеп и за Македонија. Добар ден, уште еднаш благодарност на вашата покана. Мислам дека не случајно сте го избрале ова место кое е полно со историја, која не инспирира. Еве, првите денови на есента ни даваат уште сонце, градот кој е пребогат со сончеви денови и денес мислам дека ќе имаме повеќе инспирација да зборуваме за нашиот убав град. Да, и за она што може да не очекува во тој убав град, за да може да се развива, јас би дополнила. Во однос на прашањата, најпрво она што секогаш се наметнува кога станува збор за една кандидатура за градоначалник, бидејќи се бира човек, а не се бира партија, втор пат сте директен учесник во еден изборен процес, ако се земе во предвид дека бевте и кандидат за пратеник, но прв пат сте кандидат за градоначалник на општина Прилеп. Кој беше главниот мотив? Што беше она најважното, причината што се одлучивте да се кандидирате за градоначалник? Да, сигурно, значи за оваа позиција размислував подолго време. Не е тоа инспиративен момент, се разбудив еден ден па одлучив да се кандидирам на оваа позиција. Јас сум реализиран човек и сметам дека можам да дам голем допринос во водењето на овој град. Мојата прва објава на социјалните мрежи беше дека на Прилеп му е итно неопходен менаџер. Сметам дека таа смарт позиција градоначалник ќе одговара после неколку години. Во овој момент наталожени се проблеми на кои им треба, значи, кризен менеджмент. Тука сум да го дадам тоа на моите граѓани и на мојот град. Сакате да кажете од своето искуство да можете да направите нешто повеќе? Па, јас сум роден во Прилеп, сум живеел на многу позиции во градот. Значи, роден сум Димо на Ренникот, сум живеел во типската населба, во центарот, во зграда Македонија. Ја познавам структурата на градот. Сакам да живеам во тој град и ја гледам иднината во овој мој град. Прилеп за прв пат од осамостојувањето во овие претходни 7 изборни циклуси за локални избори има толку многу кандидати за градоначалници, дури и најмногу после град Скопје со 9 кандидати за градоначалници, од кои 4 се поддржани од група избирачи, односно независни кандидати. Зошто сметате дека Прилеп има причина да има толку голем број на кандидати за градоначалници и кој е основниот мотив и причината заради која што, како и вие, се кандидиравте за градоначалник? Дали сметате дека демократските процеси одат толку брзо напред во Прилеп што веќе локалната заедница сака да излезе надвор од добро познатиот политички концепт на две доминантни партии? Да, Прилеп има и најмногу народни херои, тука се под нас. Толкав број на кандидати значи дека демократијата во Прилеп е жива. Дека граѓаните го сакаат својот град, заинтересирани се за својот град и за својата иднина. Јас така го гледам овој голем број на кандидати. Плурализмот постои, но тоа не значи дека граѓаните треба да бидат збунети од толкав број на кандидати. Тие само ќе имаат повеќе опции, повеќе програми, повеќе идеи. Сигурен сум дека сите мои против кандидати во овој политички надпревар имаат одлични идеи, но граѓаните се тие кои треба да оценат чии идеи и програми би биле реализирани брзо. Значи, чии идеи би биле, кој ќе го изоди патот што го зборува. Значи, онај големиот број на кандидати значи само повеќе понуда и повеќе избор на граѓаните. Значи, светот веќе и политичката понуда во Македонија не е биполарна веќе. Значи, не е представници на СДСМ и ВМРО ДПМНЕ, но тоа пак значи едно убаво чувство
за победникот од нас дека победил во еден вонреден политички момент меѓу повеќе кандидати, а не победил, порано имавме избори кои беа предвидливи. Овој пат имаме таков плурализам да изборите стануваат многу интересни. Советничките листи се исто така преполни со кандидати кои се од разни структури и тоа е добро, затоа што локалната самоуправа, како и парламентот, не се научен институт, па таму да доаѓаат само граѓани кои се високо образовани. Таму треба да има представници од сите категории на граѓани. Да, 11 независни, 11 листи. Тоа е широко милие на понуда на градот. Јас во социјалните мрежи вчера прочитав како кандидати биле и тие што не прочитале книга, зошто да прочитаат книга. Тоа не значи дека тие кандидати на листи ќе делуваат лошо, можеби ќе делуваат порационално. Жарко Бошковски е добро познат во Прилеп и пошироко во областа на осигурувањето и еден од предводниците на Ротари клубот во Прилеп. Зошто еден господин кој има ценета и добро платена позиција би посакувал да биде прв човек во Прилеп каде треба да се решаваат, јас би рекла, децениски наталожени проблеми? Ви благодарам на таа етикета. Значи, како што спомнав, јас се чувствувам за реализиран човек. Не сум работел во државна администрација ниту еден ден, доаѓам од финансиската индустрија, поточно индустријата осигурување, каде што предизвиците се високи. Ние живееме, последните 20 години ги живеам секој месец во таргети, во исполнување. На тие таргети тоа е гаранција дека се она што ќе го кажам, се она што ќе го ветам, тоа ќе биде реализирано. Се надевам дека граѓаните ќе го препознаат тоа. На крајот на краиштата прашањето ви беше зошто јас сум одлучил, затоа што сметам дека тоа е еден вид една надградба и да дадете нешто што можете да го дадете на својот град, за тој град после неколку години да биде град на среќни граѓани. Споменавте дека демократските процеси во Прилеп навистина се на одредено ниво кое што заслужува внимание. Често пати кога станува збор за избори, ние новинарите во нашите кругови коментираме дека како што ќе биде расположението во Прилеп за овие избори, тоа се рефлектира на цела Македонија. Но она што сакала да ве запрашам, бидејќи има многу кандидати и за градоначалници и за советнички листи, дали некој воопшто има најавено одредена средба меѓу вас, дали можат да видат прилепчани на едно место сите заедно како кандидати и што очекувате во политичката кампања до изборниот ден, 19 октомври, дека ќе се случува во однос на тој дел. Очекувате ли чиста изборна кампања, без одредени сопки, без одредени негативности и така натаму? Да, сигурно очекувам. Значи, плуралистичкиот момент е таков да граѓаните веќе имаат високо ниво на едуцираност. Погрешни се сваќањата дека разговарав деновиве со граѓани кои викаат дека мислат дека секојаш ќе гласам за мојата партија, кој да го стават кандидат. Не, си гласам според сопствено мислење. Не верувам во некакви сопки кои не биле сведоци од минатото. На прашањето дали имало некаков предлог или иницијатива за состанок на кандидати, се уште нема никаква иницијатива, што не значи дека тоа нема да се случи после онај првиот ден, 29 септември, кога почнува званично кампањата. Во овој момент не е ниту етички, ниту легално да зборуваме за нашите планови. Меѓутоа, сигурен сум, ако нема таква иницијатива, јас сум највозрасен, мислам, од целата таа постава, јас ќе поведам иницијатива за средба за да не зборуваме за минатото, повеќе да се фокусираме на еднината. И ако не друго, меѓусебно запознавање. Апсолутно. Тоа ќе придонесе богатство, сите идеи ќе бидат добри. Значи, идниот градоначалник ќе спроведе некои идеи од против кандидатите, во секој случај. И кога сме веќе кај кампањата, каква кампања очекувате и каква кампања вие имате планирано за престојните локални избори? Да, или ќе биде тоа одредена класика на која што сме веќе навикнати во однос на митинзи, средби со граѓани, мини митинзи на одредени мала во Прилеп или рурални заедници? Каква е формата на вашата кампања? Сметам дека ќе имаме нов момент, дека повеќе ќе бидат застапени медиумите како вашиот, електронските
таблоиди медиуми, социјалните мрежи, значи тука Инстаграмот, Фејсбукот ќе си имаат свој импакт најмногу, дека оние класични митинзи ќе бидат во помала форма, затоа што граѓаните ниту имаат време да се собираат на такви митинзи, ниту во такви едни моменти на групно излагање тоа нешто може да се слушни. Тоа е еден вид на навивачка група и не мислам дека тоа одговара на модерното време. Сметате дека социјалните мрежи и медиумите може да имаат поголем импакт отколку тие и такви класични... На светско ниво тоа се покажа, значи не само сега, туку и изборите во Америка го покажаа тоа, кога првпат претседател Трамп беше избран за претседател на Америка. Да се осврнеме на отворените прашања во Прилеп. Што вам ве пречи како граѓанин во локалната заедница, роден, работите тука во Прилеп и од тука се реализирате како човек, што веднаш и сега би го решиле? Доколку имате можност. Пред се, сигурно и сите кандидати тоа ќе го истакнат. На сите нас ни пречи хигиената на јавните површини. Затоа што прилепските домаќинства по традиција се чисти домаќинства. Граѓаните на Прилеп пред христијанскиот празник Великден си ги чистат своите домови. Значи, крајно е време да ги повикаме тие граѓани да не само да добијат нешто од Прилеп, туку нешто да му дадат на Прилеп. Да изградиме таа култура за јавните површини. Исто така, значи, мене лично ми смета тромавоста на онаа локална администрација. Таа тромавост јас не знам од кај иди. Значи, военно ми смета спороста на градбите на локално ниво. Не би било маркетинг, уште ако сега им порачам на сите предпријатија кои се вклучени во нискоградба, да си набават светлечка опрема, ќе работат и ноќе. Не сакам да се случува како пред неколку дена, кога градот беше комплетно заглавен, баш во овој кварт долу под нас, каде што видов и под тесни улички и автобуси заглавени. Тоа е недопустливо, да може би и генетски ни е нас така, да градбите одат споро, меѓутоа светот не го допушта тоа. Имаме градби кои се правеа 14 месеци, а можеа да се изведат за 3 дена. Така да, тоа е во иднина веќе категорија која не може да функционира. Имате ли приоритетни прашања во однос на вашата програма која што ќе им ја представите на граѓаните на општина Прилеп? Кои се тие приоритетни сфери на кои што најмногу би обрнале внимание? Во самиот почеток на изборната кампања, тоа е 29 септември, мислам, коригирајте ме ако сгрешам, значи ќе им се понуди нешто на граѓаните што е иновативно, нешто што не би можеле да го одбијат, односно нешто што нема да остане незабележано. Јас не сум романтичар од таков вид и да кажам дека ќе ги добијам овие избори, но сигурен сум дека она што ќе го понудам, граѓаните нема да ги остави рамнодушни. Ако имавте уште некој дел во прашањето... Да, во однос на барем 5 приоритетни прашања кои што ги го требало да излегуваме од ингеренциите на локалната самоуправа, значи треба сите да се држиме тука, да не навлегуваме во теми кои се под ресорните министерства. Меѓутоа се разбира, значи комуналната хигиена на сите нас ни смета. Не можеме да ги затвориме очите пред бездомните куќина, меѓутоа тоа ќе го решиме на еден хуман начин, имаме и ресурси, имаме и можности. Понатаму не би бил никако среќен да нашите улици бидат небезбедни, поготово кога на нашите улици страдаат деца. Значи тоа се приоритети. Нормално дека градоначалникот ќе излези од сферата на неговите ингеренции на локалната самоуправа и ќе лобира кај централната власт да увиди некои работи со што располага и ресурсите колкави се на Прилеп. Значи, во моите млади години, во средината на 70-тите години, кога живеевме во претходната држава, за Прилеп се зборуваше дека има бруто домашен производ еднаков на Марибор. Каде е сега Прилеп? Јас сум тука,
да го вратам тој економски сјај на Прилеп. Затоа што Прилеп ги има можностите, се уште се тука тутунот, мермерот, некои лидери се сменети, значи сега се лидери Конфи Ангел, Витаминка, Прилепска пивара. Меѓутоа, нема никакви причини Прилеп да не биде број еден во оваа држава според GDP, според бруто домашниот производ. Како што рековте на самиот почеток, мене доаѓам од финансиска индустрија и јас не можам да се помирам дека во овој момент Прилеп е ставен на маргините на нашата држава. Никој не зборува за Прилеп. Значи во тој дел бруто домашниот производ доаѓа според статистика од Пелагонискиот регион, меѓутоа постојат квантитативни методи како може да се пресмета и бруто домашниот производ на градот. Значи би сакал да го видам Прилеп со највисок раст економски и тоа сигурно ќе биде. Не може да не биде. Значи имајќи ги овие ресурси што биле и во 70-тите години. Тие се истите практично. Истите се. Сега Прилеп, значи, имате бруто домашен производ кој е на просек на републиката. Не можам да се помирам со тоа никако. Тоа беше и следното прашање со оглед на тоа што и сами почнавте со математички равенки, а вашите дневни задачи се токму математика. Има ли формула за успех доколку ја добијате довербата од граѓаните за градоначалник на општина Прилеп? Има. Сега дека има, значи ако ја немав таа формула, воопшто, како што ви реков, јас не се разбудив и да одлучам да се кандидирам. Сигурен сум во таа формула за успех. Значи малку ќе наговестиме, затоа што реков не е етички да се наговестува повеќе. Ќе поставиме една платформа на отворена врата, онака како што сум јас воспитуван во светот на менеджментот, ама буквално отворена врата. Почнувајќи од вратата на градоначалникот до отворени врати на сите службеници во локалната самоуправа. Затоа што нашиот народ што вели? Зад затворени врати нешто се крие. Само се шпекулира во случајот. Пред крајот сме на разговорот и она што се наметнува како прашање, особено од политичките партии и коалиции кои што можеби за прв пат или ретко учествуваат во изборните циклуси. Во смисла на тоа, вие имате одредени ветувања, имате одредена предизборна програма која што ќе им ја представувате на граѓаните. Но тука има еден проблем. Проблемот се вика децентрализација. Некако споро оди овој процес. Доколку вие би биле градоначалник на Прилеп, би биле градоначалник од одредена, јас ќе речам условно, мала политичка партија или коалиција, која што на локално ниво ќе ја има власта вие како градоначалник, можеби ќе имаме одреден мешан состав на советници или совет на општината, но централната власт е веќе нешто друго. Колку мислите дека тоа е кочница во остварувањето на ветувањата кои што ќе им ги дадете на прилепчани? Значи, доколку централната власт е од друго политичко милје, а вие представувате друга политичка партија? Не мислам воопшто дека тоа би било некаква кочница. Впрочем, сме имале во историјата таква политичка кохабитација, каде што градоначалници кои биле од партии кои не биле како од централната власт, добро работеле. Тоа е случајот и со бив поранешниот премиер Заев, значи беше наградуван како градоначалник. Исто така и нашиот градоначалник Маријан Ристевски еден период малку работеше со друга централна власт, па не му пречеше да биде еден од најдобрите градоначалници во државата, и бројни други примери како Стефче Акимовски. Значи тоа е како што реков, е политичка демократија. Ние мораме тоа да го надминиме. На крајот на краиштата сегашниот премиер е образован човек, професор, доктор на науки, воопшто не би ми пречело да го убедам дека Прилепскиот факултет нуди далеку повеќе можности од универзитетот во Прилеп. И веќе откријам дека ќе се трудам во тој дел, иако не се мои ингеренции, да ја убедам централната власт да Прилеп добија еден централен универзитет. Не можам да кажам кои факултети ќе бидат тука, меѓутоа само што ќе му ги покажам условите на најдобри амфитеатри во Македонија, а таму во овој момент фигурира само еден факултет. Така да тоа воопшто нема да представува никаква кочница. Значи јас би рекла на крајот не пречка, туку предизвик. Апсолутно.
Ви благодарам за разговорот, се надевам дека ќе контактираме и во најдобро светло ќе ги представуваме вашите предизборни ветувања до Прилепчани, се со цел Прилеп да се развива и да успева. Ви благодарам на поканата и се најубаво.